Малку време остана до започнување на предизборните кампањи, спотови, реклами, програми и секако анкети. Испитувањата на јавно мислење заземаат централен дел во предизборната трка и како изборите наближуваат, така зачестуваат објавите на различни центри, институти, фирми, невладини организации и партиски аналитички штабови. Дел од граѓаните им се радуваат, особено ако победува нивната партија, а дел сметаат дека тие се само алатка за правење притисок и насочување на јавното мислење на една или друга страна. Медиумите не секогаш, но неретко ја компликуваат ситуацијата бидејќи често нејасно известуваат за анкетните резултати и не ги појаснуваат процентите и проекциите прецизно и точно. Непознавањето на елементарна статистика не му помага на просечниот македонски граѓанин да биде поинформиран, позапознаен и помалку убеден дека анкетите служат само за манипулација. Од друга страна, збунетоста доаѓа од објавите на центри за испитување на јавното мислење за кои никој никогаш не чул и кои никнуваат само пред избори, најчесто со бомбастични имиња за да звучат поубедливо. Честно оние центри за испитување на јавното мислење кои добро си ја вршат работата и кои се етаблираа како сериозни во последните неколку децении на македонската независност. За да ги разбиеме најчестите предрасуди и стереотипи за испитувањата на јавното мислење, зборуваме со Андреја Стојковски од Преспа институтот и Никола Спасов од агенцијата Рейтинг. Се ближат двојни избори, председателски, парламентарни, па сега поактуелни ќе стануваат испитувањата на јавно мислење, популарно наречени анкети, кои ни кажуваат кој води, кој губи, каква ќе биде разликата меѓу партиите и кандидатите за председател, кој колку пратеници во која изборна единица ќе освои, така натаму. Луѓето секогаш реагираат на нивното објавување, но дел од публиката е скептична и со голема резерва гледа на резултатите. Може ли накратко да објасниме по која методологија се прави една анкета, како тече процесот и како се објавуваат резултатите? Ако бараме методологија, тогаш зборуваме за научно поставена анкета или научно поставено истражување на јавното мислење. Прашањата треба да бидат подготвени онака за да не ги водат одговорите, туку да го добиеме вистина мислењето, наведувачки. И при тоа треба да знаеме кого треба да прашуваме. Зборуваме со граѓани, зборуваме со полнолетни граѓани, зборуваме со подредена група од населението или со кого. Тоа е веројатно основата за било кое истражување и анкетирање. За да не влеземе премногу во техникали кои што веројатно пошироката јавност нема да ги разбере, ќе се обидам на кратко да кажам само дека методологијата за правење на истражување на јавно мислење за анкети за политички е еднаква која што генерално се користи во сите други видови на истражување, и социолошки и маркетинг истражувања. А тоа е избор на репрезентативен пример кој што ќе биде фракција, практично сегмент кој што го представува целиот народ, односно сите граѓани на таа држава кој што или тој таргетиран дел од државата кој што сакаме да го истражиме. Практично тој треба да го отсликува, да биде еден мал дел од 1000 испитаници, најчесто кој што реално по сите демографски карактеристики еднаков на сите на практично на демографската структура на државата, односно еднаков број на мажи и жени, етничка распределеност, географска добра дистрибуција, по место на живење, односно село или град и така натаму, оние параметри кои што се битни да ги имаме за да кажеме дека овој пример го отсликува реалната структура на населението во државата. Да разјасниме една категорија околу која се прави многу често се прават грешки. Луѓето мислам дека не ја разбираат до крај. Што е тоа примерок? Како се прави, што се треба да се опфати за тој да биде валиден и колку е минимумот граѓани кои треба да се изјаснат со цел да се дојде до релативно солидни предвидувања. Познато е дека многу агенции во САД во неколкуте последни циклуси на председателски избори со огромни примероци правеа очено лоши предвидувања, а некои со многу мали примероци успеваа многу прецизно да ги погодат резултатите. Зошто зборовите стратификуван и репрезентативен се важни? Па добро, примерок е пулот на граѓани кои што ги испрашуваме, целата маса на граѓани, масата со која што разговараме и собираме нивни ставови и размислувања за прашањата кои што ни се важни или за темата која што ни е важна. Репрезентативноста на примерокот зборува за тоа дека тој го одразува населението кое што живее во подрачјето кое што го вклучуваме во анкетирањето. Значи ги одразува сите луѓе кои што се дел од популацијата чие што размислување сакаме да го слушаме. По етницитет, по религија, по возраст. И сега стратификуван и репрезентативен. Стратификуваноста значи дека
секоја од групите, стратуми на популацијата е застапена. Етничка припадност, религиозна припадност, образовна категорија или групација, економска категорија, каде работи, дали е вработен, дали е невработен, дали бара работа, ако е невработен, дали не бара работа, дали е пензионер и така натаму. Секој од овие групации треба да бидат разгледани и да бидат прилагодени за да соодветствуваат, да бидат репрезентативни за тоа што се случува во населението, во општата популација. За политичките анкети е важно што една друга работа, а тоа е да биде и политички избалансиран примерок, односно да не се случи приврзаници на одредена партија се надзастапени во тој примерок според последното изјаснување. Значи имаме попис кој што ја дава демографската структура, но имаме и последен политички попис кој што се последните избори, кај што знаеме од прилика како била дистрибуцијата на гласачи. И тоа исто многу битно да не се случи ослабување, бидејќи тогаш се јавуваат големи аномалии, односно одредена група или политички приврзаници се надзастапени, па и ја даваат погрешната слика во анкетата. Примерок од 1000 испитаници е нешто што генерално се користи. Ние лично како агенција преферираме малку и поголеми примероци до 1200, како би имале малку повеќе подпримероци, односно внатре во самата структура на млади, на возрастни, од различни региони или изборни единици. И конкретно за изборите, она што е битно е дека е многу битно да е репрезентативен по изборни единици, затоа што на крај крајва дистрибуцијата на пратениците, што е конечна цел на изборите, е да биде по изборни единици. Секоја изборна единица дава одреден број на пратеници или 20. Зошто е потешко да се предвидат изборните резултати на помалите партии? Мислам дека ова често збунува јавноста и кај помалите партии секогаш резултатите се многу попроблематични, кај партии кои немаат толку масовна поддршка. Може ли да објасниме што е тоа маргинална грешка и како тоа влие на проекциите кои се прават за оно што реално го добиваме како резултат на изборите? Маргинална грешка означува можноста за отстапки од утврдениот резултат, ако можеме така да го наречеме, добиениот број на испитаници кои што одговориле на одреден начин на одредено прашање. И сега вообичаено оперираме со маргинална грешка од плюс-минус 3%. 3%, таа да. Зависи, меѓутоа зависи од тоа колкав е примерокот. Да. Ако зборуваме за примерок од 1000 испитаници, тогаш маргината на грешка е 3,033. Така. А ако зборуваме за примерок од 750 испитаници, тогаш маргината на грешка е 3,5. Така, се зголемува како што се намалува бројот на испитаници. И сега колку поголем е примерокот, би требало да биде маргината на грешка толку подобра, ама тука зависи повторно пристапот и утврдените прашања и како е направен примерокот за да можеме да зборуваме зошто некој погодил или не погодил во некоја анкета. Тие две работи се врзани практично и точно. Не е потешко да се предвидат на мали партии, него е потешко генерално да се предвидат, односно да се процена точно резултатите кај било кој помал сегмент. Значи, штом тие се помалку застапени во примерокот, било која помала статистичка маса, било која помал подсегмент или мало е помалку точно, затоа што таму статистичката грешка е поголема. Значи, за да објасниме, кога викаме плюс-минус 3% тоа што сите го слушаат, тоа се однесува на општиот примерок. Значи, на целиот примерок кога одговараат сите 1000 испитаници. Но како што влегуваме внатре во подпримероци мажи и жени кои се 50-50, веќе примерокот кај мажи не е 1000, него е 500. Да. И тогаш статистичката грешка се качува од плюс-минус 3 на плюс-минус 4,2. И така надаму. Како што се помали примероците, така е поверојатно практично да се направи грешка. Добро, дел од јавноста, посебно оние луѓе на кои одредени анкетни резултати не им се допаѓаат, пред секој избори го користат аргументот дека одредени анкети се објавуваат за да се врши притисок врз јавното мислење со цел да се сврти истото во одреден правец. Од друга страна, нука да кажува дека изборните преференции се формирани многу пред изборниот ден и дека анкетите не можат претерано да го сменат расположението на јавното мислење во некој посебен правец. Каде е тука вистината? Имаат ли анкетите моќ да го сменат и насочат јавното мислење или тие се тука само да дадат предвидување без некој особено влијание врз јавност и изборните исходи? Тие се средства за давање пресек на јавното мислење или за заведување на јавно? Вака, прво,
може да влијае на размислувањето и во добар дел се користи во таа насока. Барем анкети кога станува збор за популарност на политичари или на политичарки, за преференции за избори и постапување на денот на изборите, рейтинг на политички партии, тие се користат генерално како начин за влијание врз јавноста или насочување на нивното размислување, особено, реков, кога се станува збор за анкети кои што се прават и се објавуваат во период пред одржување на изборите. За други типови на анкетни истражувања, веројатно не би можеле да кажеме дека се направени тука за да влијаат. Подобро е да влијаат кај одредена структура во општеството, за да може да разбере одредени процеси, да подготви определени политики или да развива одредени политики кои што ќе одговорат на таквите процеси. Тука има многу прашања во едно, така да не знам од каде да почнам, ама ајде вака да се обидам на кратко. Значи, едно од клучните драйвери на јавното мислење кај неопределените кои што патам се секогаш малку. Ај прво тоа да го кажем. Значи, порцијата за која што се борат партиите на изборите, односно оној процент на неопределени, е многу низок. Ние имаме едно огромен процент на определено гласачко тело кој што гласа исто или многу ретко менува, голем процент кој што не гласа или многу ретко излегува на избори, што значи тие се веќе дефинирани и она што ние го викаме променливо гласачко тело или floating voters кои што ги менуваат партиите кои што ствари се тие неопределени, но тие степак треба да излезат на гласање. Има луѓе кои што викаат јас сум неопределен, ама многу веројатно нема, има луѓе кои што викаат сигурно ќе излезам, но не знам. Тој процент кој што ќе излезе, а не знае, генерално многу мал. Ќе ви кажам дека генерално нашите проценки, да речеме, на последните избори, дека секогаш се движи некаде на тие кои што може да се шифтаат од 50 до 60-70 илјади гласови. Значи тоа не е никогаш голем процент. Кога веќе ќе се подели внатре, значи можноста за менување на јавното мислење е мала. Она што се случува е дека, што е многу важно и зашто тука анкетите се злоупотребуваат за креирање на јавно мислење, е дека во главном тие, а и некои други кои што се поклиентелистички настроени гласачи, многу често се определуваат за победникот, затоа што тоа им дава и прво сакаат да гласат за победникот, тој така наречен бендвагон ефект кога одат со масата, а второ тоа може да биде од лични причини кои што едноставно потоа им носат некаква лична предојавка. Едно многу сензитивно прашање, како да разликуваме сериозни од сензационалистички центри за испитување на јавното мислење. Се чини дека со време се етаблираа неколку кредибилни центри за испитување на јавното мислење кај нас, кои меѓу себе имаат многу мали разлики во предвидувањата, но повремено се јавуваат и скоро непознати извори на анкетни предвидувања, особено непосредно пред избори, кои даваат потполно пристрасни и неверојатни предвидувања во границите на научната фантастика. Кому јавноста да му верува и како да се заштити од овој тип на манипулации? Како просечниот граѓанин да препознае кредибилни од некредибилни извори на информации? Многу тешко и притоа не станува збор само за изворот на информациите, значи за спроведувачот на анкетата, ниту за нарачателот, ниту пак за оној кој што ќе ги анализира податоците. Понекогаш треба да ги обвиниме новинарите без намера да бидам без намера да бидам погрешно разбран или разбран како дека навистина ги обвинувам за нешто. Единствено што можеме е да им забележам реално дека во потребата од сензационалистички наслови или пак текстови кои што ќе привлечат поголемо влијание и поголем број на читатели, ќе обработат анкетата и резултатите од анкетата на одреден начин. Од друга страна, ако сакаат граѓаните препознаат, треба да следат континуитет генерално и да се навистина да ги следат изборите и предвидувањата, за да можат на нас да видат која агенција каков тип на перформанс имала и колку била прецизна во објавувањата. Друга работа, она што секогаш по принципот на тоа да креираат аура на победник, секогаш пред избори се јавуваат мали невладени организации, институти од други држави, па дури од други, па некогаш гледав и во Србија се објавуваат некакви истражувања и така натаму, но тоа тука од прилика умира околу изборите и генерално таквото влијание баш на тие е уште помало од овие, да речеме, кои што се колку толку етаблирани, и втора работа зависи колкав процент на медиуми ќе ги објават и како тоа ќе одекне во јавноста. Значи што повеќе на крај крајва сепак медиумите на оние анкети кои што со години ги следат ги објавуваат многу повеќе, им даваат поголема важност и видливост, додека пак на оние кои што се појавуваат нешто пред избори и адхок и се знае дека имаат друга намена, сепак не добиваат таква видливост.
Ги спомнавме медиумите, можеме ли накратко да ги констатираме најчестите грешки кои медиумите ги прават кога јавуваат за резултатите на истражувачките центри? Ова е важно за јавноста да знае на што да обрне внимание кога ги следи овие теми. Една од честите грешки е изразување на поддршката за одреден кандидат или партија, како процент на поддршка на сите испитаници, наспроти процент изразен од предвидената излазност. Често не ја прават таа разлика. Ова лесно збунува и медиумите често не го нагласуваат и објаснуваат. Кои се други чести грешки или недоразбирања кои може да се сретнат во јавниот простор? Па, например, на прашање, ако во недела се одржат избори, како ќе, за која партија или коалиција би гласали, или како ќе постапите, може да добиете одговор дека се уште не знаат, дека нема да гласат, дека ќе го шкртнат гласачкото ливче, дека ќе го направат нели неважечко, дека немаат намера воопшто да се вклучат во изборниот процес и после тоа да добиете преференции на политички партии и да излезете со проекција дека 24% од испитаниците одговориле дека ќе гласаат за одредена политичка партија, наспроти следната која што има двојно помалку, е веројатно нагласување на резултати кои што не соодветствуваат со реалноста, затоа што при тоа сте заборавиле на големиот процент од оние кои што кажале дека нема да излезат на гласање, или пак големиот процент од оние кои што кажале дека се уште не одлучиле како ќе постапат. Значи во принцип толкување што е проблем што често го гледаме. Најчесто агенциите кои ги објавуваат резултатите, ги објавуваат во некој медиум, тие се или по нарачка на медиум или се по нарачка на трета страна, и при тоа нема интерпретација од страна, стручна интерпретација од страна на самиот истражувачки центар или агенција или институт. И тогаш се остава, значи се даваат суви податоци кои што се остават, како што кажав претходно, на некомпетентни луѓе да ги интерпретираат. И тогаш многу често гледаме дека се случува интерпретација на многу различни начини, согласно можеби и интересот на одреден медиум или група или поединец кој што сака тоа да го гледа низ различна призма. Мислам дека праксата на објавување на истражувања не може да биде само лепење во некој портал, него треба секогаш да биде предмет на некаква си отворена дебата или презентација од страна на оние кои што ја спровеле, кои што може да одговорат на сите медиуми на отворените прашања, бидејќи јас ги разбирам новинарите дека не можат сите да бидат експерти за јавно мислење. Статистика. И за да после тоа едноставно се донесе има некаква унифицирана представеност од страна на оној кој што стои зад тие податоци. Тука е клучниот проблем. Инаку во однос на она што вака можеме да го видиме, да, се случува многу често лошо се групираат, например, ликартовите скали, има целосно согласон, главно согласон, па ги читаат само едниот, да речеме, екстремниот сегмент. Се случува да ова што го кажувате вие, да практично поддршката за одредени политичари или лидери се гледа само кога сака да манипулираат и ги извадат само од сигурни гласачи, по тој процент е многу поголем, а тоа реално не е така, дури и така натаму. Добро, за крај, теренски или телефонски анкети, или можеби онлайн? И зошто? Се зависи од она што сакате да го постигнете, од бројот на испитаници кои што сакате да ги вклучите, од типот на прашања кои што сакате да ги поставите или од типот на истражување. Во случај со експериментални истражувања во општествени науки би преферирал тоа да биде онлайн или пак во живо. Така. Ако зборуваме за обична анкета во која што поставувате прашања, испитаниците треба да одговорат со кратки одговори, тогаш веројатно може да одиме со телефонско истражување. Не би се ослонил премногу на онлайн истражување, затоа што тука има многу голема потреба од контрола на примерот кој што го правите. Да, сакам да го кажам. Меѓутоа и на телефонот е потешко да се направи контрола, меѓутоа барем ако ништо друго имате глас кој што го слушате од другата страна, и во такви услови за
истражувачки центри е поскапо, меѓутоа е далеку поверодостојно ако анкетата е направена теренски, затоа што испитувачот, анкетарот и испитаникот седат на маса, се гледаат и одговараат, односно ги поставуваат и одговараат на прашањата. Тоа му дава на анкетарот можност да го следи испитаникот и да види каква е неговата реакција. Па јас сега ќе зборувам за нашата држава, за Македонија. Ние сме, јас ќе го кажам и мојот префериран метод, иако можеби колегите, голем дел од колегите нема да се сложат. Теренските анкети во главном се географски најпрецизни може да се дистрибуираат. Значи кога се прави дистрибуцијата на примерокот, вие сте сигурни дека сите луѓе кои што живеат имаш еднаква шанса, се вика, да учествуваат, да учествуваат во тоа истражување. Значи оние кои што немаат телефони или немаат интернет пристап, автоматски надвор од теренска анкета се исклучуваат, но со теренска анкета и тие имаат можност да учествуваат. Македонија е територијално мала држава и имаме простор и лесно се прави теренска анкета, односно лесно се собира успоредба со било која друга поголема држава, каде што таквата операција логистички е многу покомплицирана. Но со соодветна методологија и со соодветно знаење на добро пондерирање на примерокот потоа, има некои агенции малку се, но да речем институти што знаат да го прават, и со телефонска анкета може да се дојде до релативно прецизни информации, значи ние и ја користиме, ние не отфрлам, но да речеме за политички истражувања јас преферирам лично теренски анкети и само такви правиме, многу ретко се правиме и телефонски. Што се однесува до онлайн истражувањата, они во главном функционираат на панели, значи има поголемите држави има онлайн достапни кои што каде што луѓето се пријавуваат и оттаму им стигат. Во Македонија за жал имаше неколку два панели со многу малку луѓе, со по 5000 и тоа е, како да кажам, веќе стварно мал примерок или мал универс од кај што ние ги влечеш и јас на тоа не се ослонувам, иако од неодамна соработувам со неодамна, него од поодамна соработувам со една британска агенција кои што работат све онлайн, но работат низ светот и добиваат исклучително квалитетни податоци. Баш гледав и за политички анализи и баш се чудев колку е тоа реално блиску до, но тогаш станува збор за огромни примероци од 300 милиони луѓе, големи панели со по илјадници луѓе кои што можат они реално структурираат добар пример. Кај нас не е тоа се уште по мене на тоа ниво, затоа што едноставно сме малку. Испитувањата на јавно мислење се оној дел од кампањата кој најмногу сакаме да го мразиме. Од една страна, сите на кои не им се допаѓаат резултатите на одредени агенции веднаш ќе побрзаат да ги прогласат за манипулација, но со несмалена желба ќе ги исчекуваат нивните следни објави со надеж дека политичката клима ќе се сврти во посакуваниот правец. Од друга страна, партиските центри често манипулираат преку фантомски агенции и институти кои се за една употреба и некако инстантно ги снемува по изборите, а објавуваат сензационалистички резултати. Има и трета страна, а таа е дека медиумите често внесуваат забуна преку неточно или нецелосно интерпретирање на резултатите на испитувањата од јавното мислење. Затоа е важно да се познава барем елементарна статистика, но и основните категории преку кои овие испитувања на јавното мислење функционираат. Примерок, маргинална грешка, проекции, трендови се само мал дел од категориите кои мора да ги запознаеме ако сакаме правилно да ги разбереме резултатите кои центрите и агенциите за јавно мислење ги објавуваат. Се надевам дека барем дел од овие мистериозни поими разјаснивме денес. Со оглед дека овие испитувања зависат токму од граѓаните, немојте да ја спуштате слушалката кога некој ќе ви каже јас само да прашам. Одговорете ако можете. Ве моли вашиот аудио домаќин на овој подкаст Ненад Марковиќ. Добре дојдовте во новата 2024 подкастовска година, наша втора сезона.